Почитувани, добар ден, добре дојдовте во емисијата Очи во очи, вие и јас, Исо Мухич. Денешната тема мислев да ја скратам, па и од букви сосема, не само во должина, да ставам едно 3, 4, 5 прашалници, како израз на зачуденост, воопшто дали треба да се зборува, зборувано е толку пати и повторно се зборува, дали да се зборува за тоа што постојано се повторува, што ништо не се поместува. Но, нека стои како тема, ќе скратам барем од воведот тогаш, за да не биде, ако се соберат сите дискусии на кои биле на оваа тема, навистина, и само јас колку сум зборувал, па ќе биде премногу, а камоли и вие, не е затоа што повеќе зборувате, туку повеќе ве има. Тоа е како она со процентот за БДП. Колку имаш поголем БДП, толку и процентуално поголема сума даваш. Но добро, Марта Кос, комесарката, ајде сега тоа е битно родово да се биде соодветен, комесарката на ЕУ за проширување дојде, се виде со премиерот Мицковски. Предходно изјави дека сме покажале високи, силни перформанси, реформи и така натаму, и доаѓа да ја охрабри владата и за, поточно кажано, евроинтегративниот пат, односно евроинтегративниот процес, а всушност не гледам дека кажа ништо ново, ниту ниту премиерот, со тоа што премиерот ја држи позицијата своја, не е, мислам, различни се позициите. Таа инсистира на она, односно Брисел инсистира на своето, премиерот ја држи својата позиција. Имено, а она што Брисел ни порачува е дека нема политички гаранции, дека уставните измени остануваат услов за напредок во ЕУ. Косе е оптимистичка тука, оптимистички поставена, дека сме покажали резултати и така натаму, и дека има место во ЕУ за Македонија. Можеме да бидеме таму веќе во 2028 година. Одеднаш се отвори сега, како што вели таа прозорец, не баре некој портал, онака се отвора и ајде искористете, ти ќе се затвори, па после ништо, тоа еднаш во генерација, па сега врз заслуги, или чекаме како халева комета која ќе се појави, па фаќајте, кој фати, кој не. Мислам, доста затоа велам, ајде да скратам, и контрадикторни, дискутабилни, не се ни дискутабилни веќе, но, значи, се е сега, всушност, влогот, охрабрувањето е тоа, уставни, можете и до 2028 и со членство ќе добиете многу пари, многу повеќе пари, и ја охрабрувам владата и така натаму, но уставните измени се следниот чекор, тие се следниот неопходен чекор. Ајде да не должам повеќе, коментираме, значи дискутираме околу оваа посета на комесарката на ЕУ за проширување, Марта Кос, посетата нејзина на Македонија. 6091-924-925, кој ни е прв, повелете. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Да, поздрав, повелете. Се слушаме? Се слушаме, вие сте, повелете. Така. Прва една реченица, честитки до Даниела Димовска. Е избра како супер, како да кажам, судија, председател на општински. Човек на право место. Толку за тоа. Така. Сега, уставните измени. Да не се оболени луѓево со тие уставни измени, што гурат на сила да правиме уставни измени? А тие, бугарите не прават уставни измени. Има ли некој свесен човек да застани, да каже, луѓе, што е сега, што ви е то, ние да отвараме устав, а вие не. Ние да ви отвориме вратата, да дојдите кај нас, фудбал да играте дома. А кај вас не смеме ние да погледниме? Што е проблемот? Што ги мачи? Што сакат со тоа да направат? Од тука да почнат коренот македонски да го ништат?
Свесни се овие нашиве издајници? Нашиве издајници копат, за да ја рушат куќата. Никој друг. Овие треба се да се збришат од сцената на владење. И тие ќе водат држава. Па барат да дојдат на кормило. Како не се срамат? Без никакво школо се тие ова што го прават. Без никакво чувство, домашно чувство немат за своите фамилии. Што мислат утре фамилијата негова, како ќе живее, како роб? Робој, како што живееле ко биле за Втора светска војна, окупаторот ко бил, нацистите ко биле, тоа го барат. А овие го протежираат то. Втора светска војна не го успеа, сега сакаат да успеат. Со пенкало, тоа што со топови тенкови не можеат да успеат. Како не се срамат? Да се засрамат ако имаат грам мозок. Благодарам, поздрав, добар ден, повелете. Здраво! Здраво, повелете. Па веде, изданиците, ако што знам се сега, овие што се влад. Ко се разговара со нив, не разговара Да, така, добро. Овие што беа измеќари порано, тие измеќарите си го добија своето на избори 24-та, пета, кога беа изборите. И сега нив клосат им судри, сега се овие изданиците. Што бараат да преговарат? Па тие ветија нешто? Нели ветија дека ќе вратат име, ќе ги ослободат оние од 27 април. И еден куп други отстапки што се направени од страна на тие тогашните издајници. Овие сегашните издајници, предавници, мислизли како да ги решаме, што тоа се толку тешки збор, нема тежок збор да најдеш за нив, за да ги окарактеризира како луѓе кои, како викаше, тој талогот во општеството, талогот. Аха, општествениот талог, да. Талог во Они се, што општеството. се, они се безробетни мекотели, како да ги кажам другаче. Па тие мекотелите се појаки бе. Ти гледај таму тие октоподи, чуда, муабети, со помош на водата успеваат да направат толку цврстина. Да, нема арбет, ама има мускул кога ќе стисне. Ама што ти викам, значи прави сила невидена, а овие не знам што се. Кој знае што се, не се ни мекотели, кој знае што се. Нешто ново, нека друга мощна маса, кој знае што се. И сега они ќе кукаат дека предале тие изданиците таму, бе тие издадоа. Казнете се, што бараш ти со коз да разговараш? Абе ќе кажеш на коз, ајде Сиктер, господја, иди таму у Словенија или кај ќе идеш, таму да попуваш, таму да им продаваш басма. Видовме ние како влеговте вие во Европска унија, со помош на трикови, као прво католичка земја, втора прва работа што требаше да се примие она ради тоа што она беше и разнебитувач на Југославија зборам за незината сега такозвана Словенија држава. Ајде поздрав пријатно. Благодарам ве, поздравувам. Добро, велите овие ветиле кај ќе направат нешто, па ете, поднос на ова средба со КОС, јас си кажав на почетокот, премиерот Мицковски е со таа иста позиција и став ја брани, но и реков, се е практично идентично, толку пати е зборувано за овие еден куп средби, ете во последно време најново кога било пред практично месец дена при посетата на Антонио Кошта, председателот на Европскиот совет. И идентично, јас дури и на полушега во режијата им реков пред емисијата да почне да пуштевме реприза од емисијата, никој нема да забележи. Сам со таа тема, посетата на Кошта или слично. И тоа што е зборуван, што кажал премиерот, што кажал Кошта и така натаму, истото. Но ќе забележи тој што, вие ќе забележите, се јавувате, не учествуваат, не е во живо. Инаку идентично, во таа смисла, ако, зато и реков и од воведот да скратам, тие што се Брисел е на својата позиција, тоа е, но и премиерот истото, тој своето, дека, цитирам, очекуваме процесот на интеграција во Европската Унија да се води според јасни критериуми, сега разликата од премиерот до председателката е таа додава копенхашки, а тоа е јасни критериуми, европски вредности, исполнување на реформските обврски, а не да биде оптоварен со билатерални прашања кои создаваат неизвестност и фрустрација кај македонските граѓани. Тоа медиумите истакнал Мицковски, истакнал тоа милион пати кажано, не може више да се истакнува. Истакнато е нешто ново кое ќе се каже. Но велам, тоа е позицијата негова, ја повторува.
Не е ова на негова сметка, туку на медиумите, нема што да истакне нешто што се повторува, како реприза велам. А пак од друга страна тие своето имено, ко се уставните измени се следниот неопходен чекор. Сега што е ново? Ново е тоа, што сега се отвори тоа, 2028 можете да бидете. Супер сте со реформите. Еднаш во генерација ваква прилика има, па која еднаш во генерација значи што? А утре и ако исполниме, ако поминал возот, ќе треба да чекаме која? Повторно нова генерација. А ќе добиете многу повеќе пари. Сега тоа се тие објаснувања такви во тој контекст од незина страна, дека Украина и Молдавија тие исполниле, тие добиле, тие направиле реформи и затоа имаат резултат сега. А при тоа, значи, имаме прилика прозорецот на ЕУ за проширување е отворен како никогаш досега. Значи, како некој, велам, временски портал или нешто онака, еднаш у 50 години ненајавено се отвора и сега е како сонцето во зенит. Сега се прави ритуал, обред, некој направете, оти ќе почнува да се затвора и следните 50 години нема ништо. Па ако е така, што зборуваме тогаш за вредности, за реформи и слично? Значи нема врска ни реформи, ни ништо, туку кога прозорецот ќе се отвори. Ајде да видиме, кажете ни за 30-50 години следни, па да знаеме до тогаш да се организираме, па кога ќе дојде да се отвора прозорецот, тогаш ете да се подготвиме да ускокнеме. Или тој дел од изјавата дека сега имате можност, ова се случува еднаш во генерацијата. Па, значи, што се случува? Се случува прилика да видите халевата кон комета, еднаш во 77 години, колку беше. Значи, нема врска колку сакате вие да ја видите или колку сте заслужиле, туку кога таа ќе се појави. Па, што да правиме тогаш? Затоа велам, ете, ова се тие работи кои дополнително се нови моменти. Ова другото е исто, ние својата позиција да се базира врз резултати, критериуми, копенхашки критериуми и така натаму, а тие убедувањата сега ги прошируваат со, тоа дека ќе добиеме многу повеќе пари, дека може до 28 да бидеме. Прозорецот е сега и да ускокнеме, но не може да се ускокне без уставните измени. Добар ден, ајде, кој ни ускокнува? Добар ден. Повелете, да, добар ден. Дали сум јас во програма? Вие, повелете, благодарам што почекавте. Па вака, Европската унија повеќе од 90% се католици и тоа не треба да го спомнуваме. Ние знаеме дека се католици, ама ние сакаме да влеземе во Европска унија. А што се кинезите, тоа и Индија, па со нив да соработуваме? Што се тие се православни? Значи да не мешаме баби и жаби. Сега возот поминал. Па ние ќе очекаме вселенското летало, ќе одиме за Марс. Што мора со воз да одиме? Так. И гледате дотолку повеќе што мора низ врата, па низ прозор. Прозорот е отворен. Значи сега некој низ врата ќе влегува, некој низ прозор. Јасно. И сега малце иронија, меѓутоа јас кога би била премиер, сега може ќе ме критикуваат мнозинството, ама ќе кажам. Јас кога би била премиер, јас утре би ги ставила бугарите во уставот. И би им отворила веднаш во Скопје училиште. Ама да има во прво одделение најмалку 15 ученици, што ќе почнат од септември бугари. И да има учители што најмалку 10 години живееле во Македонија, а се декларирале како бугари, што ќе им предаваат. Ако тоа се исполни, дека учат. Повелете. Ама ако тоа не го бива, ја ќе го сменам уставот во граѓански, па не бугари, не срби, не турци, не знам што. Сите се македонци и точка. Господинот Мицковски го има тоа мнозинство, го има парламентот и ја тоа би правела, да ви кажам право. Так. Па доста више ваков устав, и ние не го менјаме устав. Уставот измени не правиме дополнување на уставот со делови од народи. Јас колку што го разбирам. Значи да доставиме уште делови од народи, малку се овие 7-8, уште да доставиме. И затоа ова го предлагам. Еве ви училиште, сакате на бугарски учете, ама ако ве нема, како ќе учите? Тоаш граѓански устав, па ништо се што живее во Македонија, според името на државата е македонецки точка. Сака Европа нека не признава, сака нека не признава. Па доста веќе си играат со нас мајтап, дај да покажеме дека сме некој.
И зашто се плашиме да отвориме историјата, ја не знам. Зошто ВМРО се плаши да отвори историјата и историските прашања? Благодарам, пријатно. Благодарам и јас, поздрав, добар ден, повелете. Добар ден. Се слушаме, вие сте, повелете. Сега вака и со Кажете да. Овде Мицковски тебе подкитно Марса Козна е статен во Бугарија. И бугарите да го отворат уставот за тие 16 предмети. И значи сега да му кажам на овие гадаште и оној што вика Вучичевци, дали е стесен тој што зборува. Ваа Македонија не е Јужна Бановина, ваа Македонија е слободна. Пред тоа можда била Јужна Банова, ali сега не е. И тој што се јавува, што кажува Вучичевци, тој е бугарофил. И тамо ќе оде во Бугарија, кој сака Бугарија. Бугарија нема во Македонија. И Мицковски треба оваа Марта Козна да пате во Бугарија да ги отворат тие 16 предмети и ништо повеќе. Тие словенците и краватите, а разсипаа Југославија, Сашо Гесовски го утепаа краватите. Такви проблеми направија тие краватите и словенците во Македонија, во цела Југославија. И сега повторно, ваа Македонија е независна и ништо повеќе не е Јужна Бановина. Јасно тој што се јавува, Вучичевци, нема Вучичевци идеја. Сега имаме најдобри односи со Србија. Чиро Григоров тоа го кажа. 10 милиона пазар Србија и ние 2 и поста 15 милиона пазар. Тоа е сега. Ние имаме проблем со Европа, фактички не со Европа, Европа подружува бугарите. И Мицковски да пратим таа Марта Кос во Бугарија. Како следно. Благодараме, те истече времето. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Исто здраво. Здраво, здраво, се слушаме, да. Па види вака, кога чапнеш една кавадаречка повеќе, после ќе лупаш ко Максим по дивизија. Види вака. Па не е играчка, тој е како ракетно гориво, за тие ракетите за НАТО може да се користи. Тоа да патентираме и да им продаваме. Така, види вака, се да му и на вториот соговорникот, па и третата господја што беше. Убаво му одговори на овој нашиот банкар што стално се јавува и што стално критикува таа Марта Кости, таа Европа и ова. Па господине, добро ти рече вториот соговорник и на сите вас што вие удирате по таа Европа и по тие. Па што барате, што ја примате тука? Што не и речете, господјо, можеш само транзит да поминеш низ Македонија и тоа воздушен простор. Што бараш тука да ако не сте. Ако не гледаш они све контра идат, а сите ги примат. Што бара ова наша манекенка у Турска на самитот на НАТО? Па нели НАТО не чини? Нели не одговара? Нели не било добро таму? Не? Па што бара таму? Што бара да збори кога не ја признава ова мојата земја, па утре ден там мојата држава Република Северна Македонија? Па треба да биде како што е вториот соговорник секогаш им кажува реално у очи и пак не сваќа. Марта Кос убаво им рече. Па ја не можам да ви гарантирам ништо, вие треба со соседите да се смирите и да се договорите, а не јас да ве смирувам. Како може, ако со соседот, ако не се смирам, ако сум скара јас со сите, не може исто да ме смири. Така да не знам како да ги... Сите еве, па и денеска, кој им пречека? Ја мислев дека, пошто сите овие у влада имат бугарски пасоци, и ја пречека албанецот. Ја мислев дека ќе иде банкарот Тале и не знам овие компанија да преговара со нејзе. Благодарам ве, поздравувам, да, по однос на довербата, Кос изјави дека нема рецепт како да ја изградиме довербата. Иако е прашање, има и тоа како добар рецепт за градење недоверба, кој на крајот на криштата еве токму се гледа по однос на недовербата со ЕУ. Значи, на губење на доверба. А јасно и довербата пак се гради, но се гради многу подолго отколку што се губи довербата. Но добро, Кос вели, нема рецепт како да ја изградиме довербата.
не објаснува зошто е загубена довербата. Но вели дека ниедна земја досега не добила гаранција за влез во ЕУ. Би рекол дека исто така, точно е тоа, но ниедна земја и не била условувана политички. И тоа исто така ви кажа. Особено Молдавија, Украина, за нив тврдат дека исклучителни резултати реформски и така натаму, и токму тоа е она што вели дека ги исполнуваат своите обврски. Тие кои ги исполнуваат напредуваат. Ова го гледаме најасно со Црна Гора, Албанија, но исто така и Молдавија и Украина ги исполниле. Значи, ние не ги исполнуваме. И токму појасно е као оние што не ги исполнуваат, своите обврски заостануваат. А во моменти на забрзување, застојот значи фактичко назадување. И свесни сме, знаеме дека назадуваме. И едно од објаснувањата зашто се губи довербата. Украина и Молдавија заслужија преговори, а не ни вели, тоа Кос го вели, а не ни вели вие заслуживте. Туку нема рецепт како да се врати довербата, а не објаснува ни зошто е загубена. И нема гаранции за тоа дека нема да има дополнителни барања. Вели да, не може да се дадат гаранции. И тоа е јасно, но повеќе може да се каже, и барем може тоа да го каже таа, дека појасно е дека може да дадат гарант, не дека може да гарантираат дека нема да има, туку да гарантираат дека ќе има. И тоа може да се види и на многу други примери. Дека и тоа како добро се гарантира дека во процесот ќе има дополнителни барања. Со тоа што овие во случајот со Македонија се можеби специфичните, не се суштински, реформски, туку се примарно политички, не се ниту само технички, како што и беа промената на името, на символите, сега и ова, што е настрана тоа дали треба или не, туку како барање, каква врска има. А велам гаранции дека ќе има проблеми и барања, потврдува токму и тоа што токму денеска, 8 јули, се одржа состанок на амбасадорите на земјите членки во Брисел. Тоа е оној корепер, додека Кос беше тука. И колку за информација, гаранции дека постојано нешто ќе излезе како што не очекувате, е дека 8 од 27-те држави членки на Европската Унија беа против отворање на кластерот 3 во пристапните преговори од страна на Србија. Значи 8 беа против. Тоа се Холандија, Шведска, Финска, Белгија, Естонија, Литванија, Бугарија и Хрватска. Плюс 3 држави членки кои не се изричито, екстремно против. Овие 8 се, значи, нема разговори. Не убедувајте. Ова е како ние и соседот ни. А 3 други не се велам дотаму, но велат уверете не дека заслужувате. Па се против. Но оставаат можност, ајде уверете не. Докажете дека грешиме. Тоа се Данска, Луксембург и Летонија. При тоа, за подсетување, чисто како процес велам. Оти ова е она што допрва не чека. Ова е политичкиот момент. А ова се оние гаранции дека ќе има проблеми после со... Јас не велам ниту да се откажеме, ниту ништо, туку ако не ни кажуваат барем, примери, или ако не сме ги виделе, или не сме свесни, да станеме свесни. И ние, и владата, и се едно, имено за отворање и затворање на кој да е преговарачки кластер, потребна е едногласна поддршка од сите, сега 27-те држави членки на ЕУ. А како тргнало, може уште некоја да биде плюс, Албанија, Црна Гора, ова до 28-ма, оти, ако искористат низ прозорец да ускокнат во оваа една шанса во генерација, и тогаш токму бидат 29-30, па ние ќе чекаме како халевата комета, некоја нова шанса, кога ќе смрти пак да ни се отвори прозорецот. Но секако уставните измени не се исклучуваат. Добар ден, повелете. Добар ден, Раде Василев. Поздрав, господин Василев, да, повелете.
И ако имав овие 30 години свесни и совесни политичари да ја водат нашата држава, немаше да ги имаме овие проблеми вакви што не ги наметнуваат овие мешетари што доваѓаат како што е Марта Кос. Многу порано че бевме влезени во таа Европска унија, че немаме проблеми. Ова го велам одма после Словенија, вие знаете дека ни беше понудено да го прифатиме името Република Македонија, на крајот во Загреб на Скопје, плюс беа понудени $3 милиарди по понатамошен развој. И ако овие наши политичари не мотат дека сакаат да влезат во Европска унија, можам слободно да кажам дека не сакаат и до ден денес. Не сакаат затоа што сите однапред, без разлика од која партија ја водат владата, даде ВМРО, СДС, било кој, однапред има смислени планови како да ја оплячкаат, најпросто ќе се изрази како да ја оплячкаат државната каса. Но пари изразено тоа е сега 36 милиарди евра. Тоа е документовано, докажано, не се го измислија. Затоа велам, не се многу заинтересирани да се прави. И ако не лажат тука нон-стоп цело време и ние се јавуваме да помогнеме што се вели на било кој начин. Иначе многу лесно може и да се влезе во таа Европска унија. Препорачам на овие наши лидери од Западен Балкан, неколку држави што се. Еден состанок дали на премиерите, председателите или министрите за надворешни работи, да се направи еден состанок и ако спортот што има тактика, да се направи една тактичка варка. Ако не сакате вие во Европска унија, ние мора да се свртиме кон источниот дел. Русија, Кина, Индија и така натаму. Бидете сигурни дека за многу кратко време цел Западен Балкан ќе има понуда да се влезе во таа Европска унија. Затоа што Западен Балкан е стратешко место за Европска унија и за НАТО силите. Ама еве, овие наши политичари не сакаат тоа да го направат, и уште ни прават малверзации. Марта Косте запослена ќе дојде некој друг и само во тапкама во место, државната каса ќе се празни, а ние обичните граѓани ќе живееме мислено и се. Да, благодарам, ве поздравувам. Јасно, тоа се службеници, комесар, секретар, што и да е. Политиката е таа, Брисел праќа емисар, кажете им тоа. Нема што, затоа велам, попусто е. Сега премиерот и кажува на Кос, и не е до неја да го смени мислењето. Таа ќе пренесе таму. Да бе, овие истото повторуваат. Тоа па тоа. Ама кажали сега и Прозорец и еднаш во генерација и што знам и така натаму. Кажав, јас тие повторно. Врз јасни критериуми, врз Копенхашки, врз реформи, значи уште не се скршени. Добро, ќе видим што понатаму да правиме. Но тоа велам, тоа е пратена е да пренесе овде, сега ќе се врати, ќе пренесе таму и тоа е тоа, па ќе видим дали е таа денес, дали е утре некој друг, дали велам од други инстанции, ете повисоки ќе пратат Кошта, председател на Совет на Европа, или овие други Калас и така натаму кои се веќе. Повелете, добар ден. Ало. Да, се слушаме, поздрав. Добар ден. Добар ден, поздрав. Требаше прво Мицковски да кажете. Господјо Кос, ја треба да извршам реформи овде затоа што ме донесе народна власт. Да извршам реформи треба, да го поништам Преспанскиот договор, да ги уништам сите договори штетни со Бугарија, да го спроведам оние кривичните закони, оние пресуди за криминалци што биле судени да одговараат, да овраќат името, сидом се структура криминалци да овраќат името. Тоа требаше има да кажете реформи пред народот. И тоа сега читаше како дете во прво деление, не смееше глас да криви, не во Мицкости кој што беше понапред. Не го давам името, не и реформ никако. Зошто сега не кажа така енергично да кажи, да одбиват, немате, него реформи, кој реформите, ова е лага. Не попали, не фали, реформи имате, вие сте меѓу првите, кој реформи, ние знаеме натале има реформи. Кој реформи имаме по-добро судство, правосудство, позатворени се криминалците, Груби, Сашо Мјалков, така и Ковачевски, сите други, што се во владата тие. Позатворени има спроведен некој пресуди, нема ништо. Има спроведен реформи во правосудството, во обичаството, за некој не одговарат, све е тоа исто. Нито во здравството, нито во школското. Кој реформи ги има направено? Реформите се ги направи за што го видите за тоа што гласавне. Да го прекине Преспанскиот договор, да ги укине сите штетни договори со Бугарија
и да спрови да врати оние закони кривишни што донесе да застаруваат да не одговарат и тие ДПМН СДСМ. Тоа само може. Иначе еве за 4 милиони се продават, значи косика до 28 година ќе влезете. Значи Мицкоски сега си слегна на брашно, си слегна и си чита да не греши нешто, читаш онака, нешто да не греши. Никако видовне оштрина да се спротивстави за името кој реши. Можете да кажете името Усто не обвиняваме и повеќе да не ни идете. А не тие го потапале порака за 4 милиони сега ќе продадат македонски здравство или како што рече професор Мајановиќ. Благодарам ве, поздравувам. А се сеќавате дека до вчера, ајде така да се каже, инсистираа на тоа ЕУ, мислам. Не може да се даде ниту приближна, камоли прецизна временска рамка и така натаму. Тоа е жив процес, долг и така натаму. А его сега, за Македонија има место во ЕУ, може да биде таму до 28. А како сега одеднаш до 28? Па не, ова може да биде, па прогноза, кажете, 35-та. А и Трамп притиска толку за тие 5%, па 10 години дал 9. Вели итно, еве 10 години не може преку ноќ. Тие до вчера не можеа да дадат конкретно. Токму за тоа, кога, можеме ли, ако завршиме се. А не може никогаш да се каже постојано, а сега 28. Па како? Па ете денес на Србија 11 земји против. А со консензус мора. Практично пола се, 16 за 11 против. Како може да каже сега дека 28? Да се затворат кластерите. Значи уставните измени и ние да ги положиме сите испити до 28. А отиде веќе 26-та, кога, значи, ни година и пол. Така што, од каде сега одеднаш тој оптимизам, или тоа прозорецот се отворил сега неверојатно. Како Украина и Молдавија заслужија преговори. А ние не заслуживме. Само ете тоа да се праша, која е разликата во смисла што направија тие толку побрзо и толку подобро во такви услови, особено Украина, воени. А што ние не сме го направиле, ете, и срам да ние ни војна, ни ништо, а не можеме да направиме како Украина што направила во такви услови. Ова велам на сметка на проценката на ЕУ, не на земјите кандидатки, секој јасно си знае што направил. Повелете, добар ден. Добар ден, почитувани. Да, почит да вас повелете, да. Поздрав до телевизија 24. Ви благодарам и јас поздравувам исто. А што направи Украина, што не направивме ние? Па ние не му објавивме војна, односно ние не угнетувавме руско малцинство па да предизвикаме војна со Русија. И Украина од 60 милиони 90 година сега се 20 милиони жители, за бројот на жртвите друг пат ќе збораме и начинот на војување. Да, тоа го направи Украина со европски пари. Одлично, само нека продолжат така. Но и добра беше забелешката тоа што Марта Коз ја изгубила, зборува за изгубена доверба на Македонија, а точно е констатацијата зошто и не зборува зошто е изгубена довербата на Македонија кон Европската унија. Сега, ајде малце на анегдота ќе кажам во стилот, јас да бев на местото на Мицкоски, ќе ги внесев бугарите во устав. Има една анегдота од римските историчари за Александар Македонски, кога ја покосил персиската војска на Гавгамела и добил мировен предлог од Дари, пренесен од неговиот генерал Парменион, а тоа е понудата мир за пола Персија, значи за пола царство. И Парменион му дофрла на Александар, му вика, јас да бев на твое место, ќе го прифатев овој мировен договор. И Александар му вика, браво, точно е така, ти да беше на моje место, ќе го прифатеше ова. Ама не си на моje место, нити пак јас сум на твое место. Ете, затоа ќе биде јас, како што ќе кажам, и јас ќе носам одговорноста. Имено за тие што не знаат, Персија пред 400 години пред Христос ја напаѓаше Македонија во тој период, па Александар возврати на тоа. Но друг пат за таа приказна. Благодарам, почитувам. Благодарам, ете, ајде, тоа е онака едно друго поглавје, може да се каже. Но продолжеток на ете оваа приказна. Добар ден, повелете. Добар ден, господин. Да, поздрав, се слушаме. До вас и до вашата емисија, особено до вас, највише нема збор за вас, најдобар вика водител во сите телевизии. И главне ке вие како со нас се расправате.
особено со овие Ба парламентарци. не, добро сме се навистина зближиле, па и има јасно и одредени недоразбирања, но токму како резултат на блискоста. Повелете. Сега јас нема никој да не вредувам, само ќе ги прашам овие што се јавуваат, особено од СДС. После ми е криво некој кога ги навредува. Пред 9 години кога имаше кампања, СДС кога идева од град во град, дали тогаш СДС викава дека ќе има промена на името, промена на уставот. И овие од СДС, сега лично ќе ги наречам јас предавници, и тогаш гласава за СДС, за промена на името, промена на уставот. И они тоа, дали го знае овие од СДС, сега што се јавуваат. И уште не име срам, пак се јавува се на телевизија, викат, ВМРО е криво, ВМРО е вако е, зашто не е испратиле таа, што дојшло овие словенките, што викат. Како не име срам, јас не знам. Или па оној од левица што се јавува. Па и тој барем нека чути трае. Па левица тие исука куциња финичиња, джав и готово. Или они лично они беа шар за револуција. Кој напреди сега, еве, лично на Ѓорѓе Иванов. Што беше канцеларијата. Кој највеќе тоа беше криминал? Дали собранието што беше на Република Македонија или што сака да направат пуч на председател Ѓорѓе Иванов, што крши канцеларијата? Кој е тука највеќе крив? И сега овие од СДС, јас ќе ги наречам предавници, тогаш гласале за СДСМ, за да го променат и името, и уставот, и сега они се јавуваат. Барем чути се трајте, покрите се таму, не зборите многу. Срамота, на вие срам. Значи вие кој кај живеете, значи вие не сте македонци, вие сте против Македонија. А рам да вие, срам да вие. Добро, те благодарам, но реков ете, не се да не дозволуваме да излеземе од таа рамка на однесување пристојно и ете одстапување од дискусијата со навистина таа ете полемичка дистанца. Добар ден, повелете. Добро, јас се соживувам со вашата навика, ве молувам, па немојте така и така. Почитам водителу, вие не сте полицаец, ама сте уредник на емисија. И ако имате став и авторитет, има да пресечете и мене исклучете ме сега. Не може така, ама ве молам веќе. Давате за право некој овдека навреди, па мајмуни во предпланираната емисија, мајмуни не нараче. А немојте ве молам, ова е многу навредливо, грубо навредливо. Сега друго, посмирен. Еве, да ви кажам до кое дереđe сме ние. Почитам водител. Јас сега муабетам со вас, ама јас сум сведок. Ве гледам и зборам се. А не може се ја од Битола прави муабет како он да бил присатен на Александар Македонски, основниот правопис. Дали не разбирате? Јас сум бил присатен, поред Гоце Делчев сум седел на клупа па да кажам Гоце Делчев вака и вака кажа. Не го кажал. Него таков ни е менталниот склоп и мора да се помириме. Почитам водител, вие како студент предпоставувам дека имале право дали кидате на предавање или не. Не сте имале обврска. Ама сте имале обврска да идете на испит. Да. Професорот многу зборел и кој сте питали... Но добро, како редовен студент и на предавање обврска, да, но... Да, обврска, ама не сте, дали не разбирате? Ама кога идете на испит... Добро, јасно, да. Ќе го отворите, како се кај индексот, да ви пише оцена. Го отварате индексот, го отварате уставот, да ви пише оцена. Марта Гос, авторитет. Дојде со стајлинг, со однос. И ни кажа како професорите што кажуваат. Сега кај нас што е едно у друго, такви сме. Благодарам, поздрав, повелете, добар ден. Добар ден, се слушаме ли со некого? Добар ден. Дали имаме некого? Добар ден. Добар ден, се слушаме? Повелете. Режија, пуштете, ако има веднаш, да не смете вака во тишина, барем да има информативно.
Имаме ли некого, еврокомесарката Кос оцени дека Македонија има реална можност да направи значителен исчекор? Добар ден, да, повелете. Па еве битолчанецот што кажуваше за Марта Ко и за Марта Кос, но и за Александр. Добро, и за неа, да. Еве реплика. Да. Еве реплика ќе кажеме. Ајде ќе го ставиме Александар Македонски. Еве ќе зборуваме за конкретно за Левица и за СДС. Еве, пошто тие најповеќе го критикуваат ВМРО и Мицковски. Еве, јас ги охрабрувам, ги охрабрувам Левица и СДС да најдат човек, некако, ајде и Марта Кос нека е, ама да најдат како Ван Хојте, кој го мразеше ВМРО и даваше гаранции дека ќе го прогонува и укинува ВМРО, политичката партија ВМРО. Тој јавно, јасно го кажа. Исто како што Апасиев беше во СЈО заложен да му помогне на Катица Јанева да прогонува 3000 членови на ВМРО. Јас тоа ги охрабрувам, да го срушат ВМРО и да го најдат пак под дрво и под хамен Ван Хојте. Обавезно, бидејќи сметат дека ВМРО е злосторничка група, тие често пати па и бугари ги сметат, па и така натаму. Меѓутоа, една работа нека си знаат. Кога нешто ќе направат, како ќе бидат мажи нешто да направат, како шарен државен удар, и ќе кажеме после кој го финансираше тоа, изјавите на Кетрин О'Нил, на Џон Бондино, и во Конгресна Америчка комисија истрага има за тоа за 45 милиони долари. Ќе зборуваме и за тоа. Меѓутоа, овие фраерите од опозицијата сега што се, кога ќе се мажи нешто да направат таква работа што Ван Хојте ги охрабруваше, да не бегаат после од одговорноста на тоа што ќе го направат. Не после гледачот од Битола му е крив. Не. Ако сте вие мажи така да правите државни шарени удари, па после последици да има Македонија, ќе си бидите храбри и одговорноста да си ја земите за тоа. Благодарам, поздрав, добар ден, кој ни е следен. Повелете, добар ден. Се слушаме? Да, се слушаме. Досаден е овој Битолчанецов, леле, корумпиран, партиски... Добро, беше прозван и ете веднаш повод за реплика и што да правите. Слушај, не може за мене да збори дека сум ја партиски левиц. Другарчето од левица. Ја прво не сум од друга. А второ не сум партиски опреден. А кој ве спомнал вас, кога? Во првиот дел. Ама стално ме спомине и стално последен се јаво. Исто, 354 години пред наша ера, он од кај знае Александар Македонски. Америчка Википедија не го признава Александар Македонски и ништо не е најдено од Александар Македонски. Останува мит, легенда. Но добро, не беше тоа, поентата беше, она... Добро, нешто да го прашам. Например... Да бев јас, да беше ти на моје место, тоа да. Поменикот беше Александар Македонски. Зашто е сега војнот на конј, да го прашам некојаш? Ете неговата партија, што длабоко се збогатува од неа, ова што го збори на телевизија, нека ти одговори. И, например, 354 години пред наша ера, Битолчани имало највише војници со Александар Македонски. Нека каже колку жители имало Битола. Тоа е мит, легенда. Не може ли да свати толку? Толку задлабочено историја, тоа чудо е. Марта Кос се очекуваше и со дека ќе го каже ова. Ништо не е чудно. Ние треба подхитно Европска Унија ни влага и геополитичката положба сега моментално у светов налага порано они да не примат 28 година. Дека Европа со Русија се заоструваат односите. Гледаш и за тоа ги примаат од Западен Балкан. Поздрав, пријатно. Благодарам ве, поздравувам, но во суштина нема врска митот или околу тоа, не е, оти вие кои го спомнавте тоа, коментирате, реагирате, но не на митот, туку на она поради што беше кажано, поради кое беше спомнат митот, а тоа беше изјавата на еден од вас, да бев јас на местото на премиерот, па тогаш беше тоа во контекст на Александар, дека му било кажано да бев јас. Значи, тоа е нешто што се едно, било таму или не, поентата е, ете, таа замена
Да бев јас ќе направив така. И тоа постојано и денеска луѓето си кажуваат меѓу себе. Да бев јас ќе направив така, како ти ова. И го има во разни форми, го има она со јаболко на крајот од криштата, кога еден му дава јаболко, но две јаболка избери си, па едното е поубаво и така натаму, овој го бира помалото, по-неугледното, а овој кој му ги нуди јаболката вели, а да бев јас на твое место, ќе го земев ова поубаво. Па ете и ти не си, ете ти го за тебе поубавото. Не си на мое место, така што токму тоа кој си го сакал. Значи, токму околу пристапот кој што би направил да бев на местото на премиерот, па не си на местото на премиерот и затоа не можеш ни да направиш. Тоа беше поентата, значи, а не митот. Ако мислите на митот, дискутирајте тогаш за митот. Персија до каде била, што била. Ова беше, значи, чистото и технички момент. А да бевте вие на мое место, како ќе реагиравте? Да бе прашам јас. И сега, па да, така му рекол Александар. Дали кажал, не кажал е друга работа. И дали бил, и слушал, и гледал, па кој е тој да каже, дали го слушнал него. Нема врска, значи, не е тоа поентата. Да сте вие, да бевте на моје место, што ќе направивте? Па може ми кажете, па не сме на твое место и затоа не го правиме тоа. Или да бевте, ќе го исклучевте тој. Но не сте и затоа не сте го исклучиле. И тоа е тоа. Добар ден, повелете. Да, се слушаме. И со поздрав до тебе и до вас поздрав. Телевизија 24. Благодарам. Вака, за ова Марта Кос нека доаѓа уште колку пати, колку сака, нека тоа се знае дека доаѓа да не притисне, ама јас сум рекол ке вас во емисија и во други може на теми, дека едноставно ја лично за Европска унија не сум. Европска унија ако сака ке не прими без никакви билатерални прашања, без Бугарија, без едно друго. Сум рекол и друг пат пак ќе речеме, на Турција толку години чека, па што и фали. Ние треба внатрешно да си тераме како што треба да си тераме, а Европска унија ако сака нека не прими. Никако, како јас сега да дојдам ке вас и да ви речам, не може, пример, да пиете кафе, зошто? Затоа што да имате повисока плата, извинете сега, може глуп примерот, али е така. Значи не треба никој да е условување, јасно, да. Ме разбирате? Да, условување тоа велам, да. Никој да ми каже нема денеска да пушти светло, зашто ќе врне утре дожд. Глупости. Значи едноставно јас во мојата куќа, вие во вашата, ние сите во нашата мила Македонија треба да си знаеме, значи сите граѓани, албанци, турци, бошњаци, роми и ред други, едноставно да си се држиме до тоа. А не е тоа само последно бугарите и отиде возот за Европа. Колку други па може, а никој не може да даде гаранција, така да не одзима многу од времето, јас не сум за Европска унија. Толку. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден. Да не оди времето, ако имаме време веднаш да немаме. Веќе ете, затоа изгубивме за најмалку еден двајца. Прилика да ги слушнеме како мислења, особено објаснувајќи се околу работи кои дефинитивно не беа суштински, значи нема врска ни со Александар Македонски, ни туку едноставно со тоа што секојдневно го слушаме. Абе, да бев на твое место, јас ќе направи вака, зошто види што ти направи така, не го трпи тоа или не го прави. Како и да е, а ете го слушнавме во еден друг контекст, а го слушаме постојано, а потоа се објаснуваме околу апсолутно небитни работи, што отвора и прашања дали воопшто и колку сме тогаш и подготвени за посериозни дискусии околу ова што е во рамки на темата, ако треба да се препукуваме околу тоа да бев јас таму или на твое место, кој е задоволен или незадоволен од неговото место и има амбиција биде на друго место, нека направи нешто самиот за да биде на местото на другиот. Јас немам такви проблеми и не мислам да бев таму или да бев ваму, затоа што си размислувам критички од позиција на која сум. И тоа е тоа. Ви благодарам за учеството, за вниманието. Имајте пријатно попладне. Централниот дневник е во 17 часов. Довидување.